Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин. Тој е на Вибер, Бојан Кордалов, комуниколог, PR експерт. Добар ден, Кордалов. Добар ден, благодарам за поканата. Ви благодарам што сте тука, вие не сте во Македонија, заради тоа морам да ве снимам на Вибер, но е важно да ја анализираме, да говориме за кампањата. Веќе кажав и на вестите дека е ова прилично негативна, грда, црна кампања, особено овие денови го гледавме и вие ја гледавте дебатата, соочувањето помеѓу Амар Мециновиќ и Орце Ѓоргиевски, двајцата се кандидати за градоначалници на град Скопје, но кампањата ми се чини ќе биде сведена и запамтена на темата родители. Навреди и омаловажувања кон кандидатите во врска со родителите. Кордалов? Па мислам дека ќе биде запаметена по негативните работи, меѓутоа на крај граѓаните ќе гласаат според сопственото убедување во кого веруваат дека може да ја промени состојбата во градот, бидејќи градот е во очевна состојба и тоа не е резултат на нечии родители, туку е резултат на децениско непостапување, особено последните 4 години на партиски препукувања што доведуваат наместо да се работи за граѓаните, чистотата и најобичните услуги, транспорт, хигиена, санација и така натаму, да ние се доведеме во метропола која што секој кој што доаѓа, дури и мои пријатели изминативе недели, да велат дека дури пред 35 години оној минимум статус што сме го имале, дека денеска веќе градот го изгубено. Така што залудни се театралните и оние комфорни препукувања во дуелите во кампањата, ги видовте резултатите. Корупцијата се има изедено во Македонија, жртви веќе јасно се гледа дека ги дава корупцијата, и ваквите работи кои што се случуваат, подсмевања, омаловажување, црни кампањи само дополнително покажуваат тоа што го дадоа. Не изгледа добро работата за политичките партии, уште помалку ќе изгледа добро ако не ја примат последната порака нови избори. Но она што е важно, еве, и црните кампањи кога се во прашање, и корупцијата која убива во Македонија, примерот со Кочани е таа ужасна трагедија, треба да биде, нели, треба да биде запаметена и казнета, но тоа не е случај. Може да редиме до недоглед колку работи доведоа до човечки жртви. За жал, Кочани беше последната и огромна. Мислам, прво не се споредуваат, сите трагедии се неубави црни, и во држава во која што во 5 или 10 години и се имаа случајно толку трагедии, од бродски несреќи до автобуски несреќи, до запалени и изгорени дискотеки, до депонии, диви депонии со батерии што горат. Не можам скандали на клиники, каде што се водат судски процеси, дали некој примил терапија. Знаете, не сакам ни да замислам како им е на луѓето кои што се преиспитуваат дали нивните можеби починати блиски луѓе се жртва на системот и примањето и непримањето терапија. Мислам, ние зборуваме за работи толку нечовечки во 21 век, што мислам дека сме единствен пример на земја или една од ретките земји која што властите и оние што имаат моќта како да си го мразат сопствениот народ. И тоа е не знам како да ви објаснам, не стана збор за казнивост и неказнивост, стана збор за епидемија на корупција. Стана збор за епидемија на тоа дека не ви е грижа за општото добро, не ви е грижа за она за што сте избрани или сте ставени на функција, од лекар, директор до политичар, председател и така натаму, туку едноставно само за личниот джеб, само за партиските интереси и само денес утре. Тотална негрижа и девастација. Добро, противниците на ВМРО ДПМН велат дека е PR стратегија и политичка стратегија, практично непостапување, неразчистување со темата ѓубре. И обратно. И актуелната градоначалничка го тврди истото за владеачката Да, реков, противниците на ВМРО ДПМН велат дека тоа е практично нивна PR стратегија да покажат како ќе изгледа градот ако не го изберат нивниот градоначалник. А во меѓувреме се соочуваме со здравствена, со санитарна криза, катастрофа. Со глодари кои се всушност предизвикани од политичките глодари. Тоа се реакциите. И тоа е мојата констатација. За жал.
За жал, не би можел поинаку да кажам, освен дека ова е врвот на негрижата за граѓаните. Ако до претходно беше само село гори баба се чешла поговорката со политичарите и јавните функционери, денеска буквално дури ни да му умре козата на противникот не е доволно. Мислам дека мора да се престане заради граѓаните, заради се, со тоа да луѓето не бидат во фокусот. Значи, да се исчисти ѓубрето не е филозофија. Ние ако не можете да го исчистите ѓубрето, треба да ја затворите не само луѓето што го предизвикале, тоа институциите треба да ги затворите. Тие не функционираат. Ако не се знае да се промени сијалица, да се исчисти ѓубре, замислете вие во куќен совет, сите имаме куќни совети, така? Што правиме кога нема да знаат нема да дојдат една недела да го исчистат влезот? Одма бараме смена. Или одма бараме промена на начинот на управување. Нема друг начин. Значи, додека се однесуваат политичарите како својна, дека се градовите, општините, институциите, дури и граѓаните, вака ќе биде. Сам препукување на релација, дали е некој крив, се знае дека крив е тој што не го чисти ѓубрето. Ама кои биле причините? Под број 1, ако сте вие градоначелник и не можете да го чистите ѓубрето од политички притисоци, имате две опции: да поднесете оставка или да се снајдете. Под број 2, ако сте власт која што гледа дека градот се соочува со такви проблеми, имате две опции: да правите се за веднаш тоа да го решите и да вложите ресурси, или под Б, да ги примените сите законски средства за тоа да се промени. Нема одложување на хигиената, нема одложување на насобран смет, нема одложување на немање светло на улица. Мислам, тоа е основна работа. Ние, пазите, веќе не зборуваме како да се изгради автопат од Охрид, што се гради 15 години или не знам колку време. Ние сега зборуваме како да се исчисти ѓубрето. Значи, камион, луѓе, собирање на смет, одложување на сметот, депонија. Толку е. И тоа е нешто кое што, навистина, мои пријатели возрастни луѓе кои што велат дека пред 35 години минимум стандардите што не биле за пофалба, а сега сме ги изгубиле, очигледно се оправо. Жално и плачно. Добро, првиот круг покажа дека има многу неважечки ливчиња и многу луѓе кои всушност одбиваат на особено големите политички партии да ги наградат во смисол да гласаат за нив, туку ги казнуваат или со неважечки ливчиња или со абстиненција. Ова се показателите, всушност. Еве, ѓубрето за кое говориме е главната тема, иако е базична тема на работа на сите политички структури, сите политичари. Ма не е тема. Не, ако е тема, ви велам, клуч на врата треба да се стави. Да. Најсериозно, мора да ги кажуваме работите со име и презиме. Ако не може да се исчисти ѓубре, значи вие дома, ако вие чистите или некој друг го врши тоа за вас, ако не го фрли ѓубрето, не го собере, вие повеќе не знаете тоа. Мислам, тоа не е дебата. Мислам, знаете, дебата е каков сообраќај ќе поведите, кои линии ќе ги промените за да бидат подостапни, почести. Дебата е дали ќе инвестирате во, не знам, брз транспорт или повеќе автобуси. Тоа е дебата. Меѓутоа дебата што треба да трае брзо и потоа да се действува. Дебата зошто не е исчистено, тоа е колапс. Под број 1. Под број 2. Мислам дека неважичките ливчиња се крик. Не е првпат, но првпат во толка број, кој што ги гледав резултатите, ако не се лажем, и 2017 имало нешто слично. Меѓутоа, како и да е крик. Крик во кој што огромен процент од граѓаните ви вика немам алтернатива. Знаете што значи тоа? Ако ги додадете иселените луѓе и овие неважечки ливчиња, значи тоа се луѓе што викаат овдека ништо не помага. И тоа не е за радување. Сега сегашната опозиција или сегашните опозицијски партии се радуваат дека луѓето изразуваат незадоволство, а пред 4 години се радуваат тогашните опозицијски партии заради тоа што граѓаните испраќаат порака дека ништо не чини. Не свеќајќи дека ако не чини за сите. Значи, ние 30 години пројдовме секакви детски и заразни детски болести. Дали ќе го викаме председателот граѓанин, дали ќе го викаме не знам како, по име и иницијали, дали ќе признавам избор или не, дали овој градоначелник ќе биде наш нивни, дали ќе се ситиме дека се сликал некој со восочна фигура или тоа било, че луѓе. Ако Македонија биде посрамена, сите губиме. Ако ѓубрето не се исчисти, во општина каде што еден градоначелник од една партија во општина од друга, сите тонеме. А ако глодари шират заразни болести, нема по партија да го вира тоа.
Не знам како да објаснам дека политичките партии на врвот на неодговорноста го ставаат и се тоа. Мора да се промени, бидејќи не случајно во континуитет месеци кажам. Ова се историски избори, последната шанса за големите партии да разберат дека мора да се променат, во спротивно традиционалната политичка клима целосно ќе се промени во земјата. Неколку пати апелирав, ќе го повторам тој сега. Резултатот беше јасно дека мора да има победник и поразени, тоа е, или победници и поразени. Меѓутоа нема да има простор и нема простор за триумфализам. Затоа што трендот е јасен. Граѓаните се созреани, граѓаните не можат ова да го гледаат од причина што директно ги загрозува живот, знаете, удира на личноста на луѓето, на грижата за себе, за своите блиски, екзистенцијата, стравот. Не знам како тоа не можат да го разберат политичките лидери и партии. Добро, не можат да разберат и политичките лидери и партии дека овие локални избори се сведуваат на навреди, говор на омраза, омаловажувања и тоа преку платени луѓе, ботови така наречени, на социјалните мрежи, кои ги шират овие, не е само пропаганда, значи имаме и лажни вести, имаме и говор на омраза. А регулатива нема. Тоа мора за тоа да се говори. Регулатива може би стрикна, која што ќе каже дека 1+1 е 2 нема, меѓутоа регулатива за да санкционира омаловажување, навреди и говор на омраза има. И зошто се смета и зошто прагот на толеранција е толку поместен, дека се е дозволено, тоа е реално и легитимно прашање што треба регулаторните тела, органи, меѓутоа и сите оние кои што работат на ваквите тематики да си го прашаат следниот период и да го променат. Втората работа, знаете како граѓаните веќе неколку кратно имаат видено како политичките елити се навредуваат и плукаат, а потоа во кафеани, бифеа или во некои други места седат заедно. И тоа не е добро. Бидејќи политичарите треба да бидат првите што ќе дадат пример. Што значи да имате различен став? Што значи да размислувате поинаку? Меѓутоа во исто време тоа да не го правите навредливо. Оти вие да кажете не си во право или според мене овој концепт е подобар, е исто, односно многу подобро кога кажете глуп си не сваќаш. Значи вие не постигнувате ништо со вториот начин, освен навреда, освен немање дебата на аргументи, освен губење на граѓаните во целата работа. Значи мора политичарите да разберат дека граѓаните не се нити неразбрани, нити неинтелигентни, напротив. Тие се тие кои што многу добро разбираат, многу добро знаат. И колку повеќе ги ценат и дадат доверба, наместо како до сега буквално со никаква доверба да се однесуваат партиите, работите може да се променат. На овој начин, третирајќи ги луѓето како бебиња, како мали луѓе на кои што вие треба да им кажувате или вие да ги ставате во джеп, тоа е страшно. Јас сум охрабрен кога сме на таа тема, што неколку од кандидатките и кандидатите јасно кажа овој пат, па дури од мејнстрим партиите, дека не ги имаат гласачите во джеп. Фала Богу, се свестија, дека не можат да се пазарат и да трампаат гласови, туку можат да зборуваат за платформа, можат да зборуваат за кандидати кои што им се идеолошки или програмски блиски, кои што очекуваат дека ќе ги привлечат нивните гласачи да ја добијат довербата во вториот круг. Но има извештаи за притисоци, за плашувања, особено администрацијата е секогаш на удар. Не е спорно во земја во која што со децени вие постапувате клиентелистички и тоа го правеле сите. Се не може да дебатираме кој повеќе или кој помасовно. И ќе дојдеме до различни теми. Меѓутоа фактот е дека немало партија што одолеала. И проблемот во Македонија е главниот тој. Оти цело време партиите викаат: "Абе, јас не сум го правам и тоа, ама не колку другите. Затоа ќе ме гласаш мен." И вие не можете тука да создадете здрава клима. Значи немате црно и бело. Имате, знаете како јас сум кафеав кај црна, ама не сум црн како вие. Затоа сум подобар. Ете, тоа е наративот. И граѓаните после 30 или 35 години не викаат цела надеж, ме викаат и овие ќе крадат, да речеме се ова, цитирам народски, и овие ќе прават нечесни работи, ама не толку, барем да не биде забегано во наводници. Тоа е жална состојба. Тоа е жална состојба во која што политичките партии пливаат и очекуваат да вербат. И не може на крај да заврши со ништо позитивно. Тоа мора од корен да се промени. А тоа ќе се промени, ќе започне да се менува
Само ако партиите го променат наративот, ако ги стават граѓаните во фокусот и престанат да се препукуваат како на тореадорски битки, како на стадион во кој што публиката е небитна. Ајде околу една светска тема која окупира јавноста со години и сега веќе има некаква разврска, сопругата на францускиот председател Емануел Макрон, Брижит Макрон, е со години малтретирана. Станува збор за говор на омраза од страна на така наречени некакви водители на подкасти, блогери и така натаму, кои тврдат дека таа е маж, всушност незиниот постар брат. Значи станува збор. Не говорам дека, еве сега тие луѓе се на суд, не тврдам дека е лажна вест. Не е важно. Станува збор за говор на омраза и малтретирање. Не, јас ќе тврдам дека е лажна вест и дека е говор на омраза и малтретирање, бидејќи вие не можете некому да му кажете што е. Значи, таа личност, дали е сопруга на председателот, дали е вработена личност во администрација или не знам, во некоја друга установа, таа личност идентификува, има свој матичен број, има свој име и презиме, има своја идентификација. И секој кој што смета дека на друг човек може да му каже кој е, како се вика, кој пол или каков род или не знам се што, не е во доменот на демократијата. И мислам дека дебатата тука треба да застане. Едно е вие да се согласувате или не со политиките на политичарите. Едно е или друго да сметате дека улогата на првата дама треба да биде оваква или онаква. Тоа се легитимно. Едно е да сметате дека треба друга прва дама во смисла со друг председател да биде, не да се мешате во брак. Се е тоа легитимно. Ама да се мешате во идентитетот на луѓето, мислам нема крај. Нема крај. Меѓутоа, она што охрабрува е дека тоа не е мејнстрим, иако нормално кој ќе го чуете, одекнува посилно од другите работи, и се надевам дека ќе се извлечат поуки, бидејќи тоа се случува, само да го поврзам најдиректно, се случува во училиште. Тој булинг што го гледаме на сопругата на председателот Макрон, го трпат деца во училиштата. И тоа нема разлика. Ние можеби ќе се смееме затоа што ни е далечно, некој ќе се смее зашто е далечно, ама ќе плачеме кога ќе се случи наши блиски во училиштата. И ако сакаме да го промениме системот заради себе, се почнува од темите што не се подалечни или што воопшто не ги чувствуваме како оваа за која што зборуваме, за да не дојде мечката да заигри во нашиот двор. Добро општество, интегрирано општество, општество што е инклузивно се гради на тој начин, со давање на пример, а не со исмејување и со селективен расизам или ксенофобија. Како кога не се однесува на мене или блиско до мене, можам да се смеам и да правам вицеви, ама кога е за блиските до мене, тоа ме боли. Тоа мора да се промени. Незината керката на Брижит Макрон изјави, еве денес тоа го читав, дека таа Брижит Макрон е прилично, незината мајка е прилично сменета, потиштена, тажна, анксиозна. Сакам околу тие последици за кога говориме за ширење на лажни вести, говор на омраза, малтретирање. Значи не е тоа од еден ден. Така е. Само да го доближиме повторно примерот за да биде многу појасен. Кога ќе чуеме за наше блиско дете, внук, внука, кој да е, дека било жртва на навреда, дека било жртва на насилство преку интернет, дека било жртва на манипулација, наједноставно, немој да јадеш ова, дебела си, дебел си, изгледаш грдо, си се видела на што личиш. Или пак кога ќе го доживееме тоа, некој да го направи на наш близок, не мора да е дете. Какво е чувството? Како се чувствуваме ние неколку минути, неколку часи, неколку денови после тоа? Како сме се чувствувале кога сме го доживеале тоа, или од кога сме се освестили, ако сме го правеле тоа, како се чувствуваме? И тогаш ќе сватиме дека тие работи, кога се некаде далеку, всушност се и до нас. Е сега од нас зависи во нашиот микросвет, дали тоа ќе го промениме или не. Ова не е тема за француските избори и општество, ова не е тема за лидерите и функционерите. Ова е тема за инклузивно и нормално општество или не. Бидејќи се додека ние се расправаме дали некој ни е симпатичен, дали нечија припадност прифаќаме или не, значи ние се што правиме губиме пари, наједноставно кажано. Оти ние не можеме да направиме пристап на сите до можностите. Ако нема пристап на луѓето,
некој тоа треба да го плати. Кој го плаќа на крај? Ние. Ако исклучиме групи на луѓе да не можат да заработуваат, да не можат да излезат на пазар на труд, да не можат да се чувствуваат ментално стабилни, државата губи приходи. А со тоа се губи даноци, а со тоа не функционира државата и пак доаѓаме и до контейнерите, и до политиката, и така натаму, и така натаму. Значи, едноставно, потребно е да ги идентификуваме ваквите проблеми со секојдневните случаи што не се случуваат, за да сватиме дека мора да се менуваме заради себе, не заради Макрон, не заради Мицкоски, не заради Трамп и така натаму и така натаму. Се губи човечноста, се уништуваат животи, да се сумира Кордалов. Апсолутно. Да. На крај сме благодарам што бевте гости во Аргумент. Благодарам за можноста, честно. Благодарам што не гледавте, пријатно.